Да се вратиме сега на Излез или втора книга Мојсеева, 16 глава. И да видиме што се случува откако народот промрморел или според Јов, како што слушавме предпладнево, пробрборел против Мојсеј и Арон, бидејќи од Пасха, првиот ден, полна месечина, 15 ден од првиот месец, првиот ден кога излегле од Египет, цели месец дена патување низ Црвеното море и по Синајскиот полуостров, точно месец дена подоцна, 15-тиот ден од вториот месец, повторно, значи следната полна месечина, пристигнуваат во пустината Син, или месечевата пустина во превод, а гората Синај, каде што ќе пристигнат 2 недели подоцна, во превод значи месечевата планина. Бидејќи месечината била обожувана како бог, или во оние земји каде што е женски род, например Луна, како божица, како што и сонцето било обожувано како бог, кај разни пагански народи, и кај масониве и сатанистиве ден денес, бидејќи нивната религија е паганска религија. Изгладнети, месец дена патување, се побунија, читавме во вториот стих, целата заедница, замислете, целата заедница, пише во вториот стих, на синовите израелски се побунија против Мојсеј и против Арон во пустината. Побарале да јадат, побарале, се сетиле и посакале да го јадат месото од египетските лонци. И потоа прочитавме што Господ му рече на Мојсеј, каков план имал тој, и ако се сеќаваме добро, значи, зошто Господ решил да го храни Израел со мана, со небесен, надприроден леп, за целото време на нивното патување низ пустината до ветената земја, која е причината зашто Господ решил така да го храни Израел. Самиот тој ја кажува таа причина. И ја прочитавме во 4 стих. Значи, Господ му рече на Мојсеј, откако овие се побунија против него и брат му, еве ќе пуштам да паѓа леп од небото, и народот нека излегува секој ден и нека собира колку што е потребно за тој ден. Значи, не требало да се прејадува, не требало да складира, како што и ние не треба да складираме храна за некое време кога нема да можеме да купуваме ништо. Значи, не е тоа решението. Зошто? Што ќе се случи со таа храна што ќе складираме? Да, ќе се црвио се вели на вајд, ќе расипе, ќе скапе, или како мене што ми направија глувците еднаш на матка, ги изедоа сите ореви, што ги имав собрано. И од поише години имав собрано. Ги изедоа со се лушпа сви, скршија све изедоа. Да. Со се лушпа ги изеда. И понатаму што рече, значи колку што е потребно за тој ден да собира, зошто сето тоа, која е причината што самиот Господ ја дал, за да го проверам народот, ќе постапува ли според законот мој или не. Или за да го испитам. Многу интересно. Каква врска има маната со законот и со верноста кон тој закон?
директно со 4-та заповед. Значи, дали забележавме до сега, прочитав, Немија, 9 глава, каде што тој вели односно, ја забележува Ездрината молитва, каде што Ездра вели: Ти, Господи, си им ја покажал на израелците, на народот, или си им ја објавил во некои други преводи, Твојата света сабота. Цел месец патувале, откако излегле од Египет. Се што знаеле од закон било Пасхата, дека треба да се коли на 14-тиот ден од првиот месец, јагне, шилеже. Го разбираме тој збор? Да, постарите го разбираат. Од 1 година возраст, јагнето, и да го јадат таа вечер заедно со семејно, со горчлива трева, односно со зеленчук, без никакви зачини. И значи, востанувувањето на Пасхата, тоа е се што знаеле во тој момент, од закон. И пред тоа, да речеме, јагнето кога требало, 10-тиот ден требало да се одвои, да се обчува, да се определи, да се издвои и да се чува до 14-тиот кога требало да биде заклано. Откако излегуваат од Египет, следното утро, како што читавме, патуваат нон-стоп месец дена. Во тие месец дена нема ништо друго, ниту саботи, ниту седмици, ниту било што, ниту младина, да речеме почетокот на вториот месец. Може ли астрономски да знаат кога било младината? Меѓутоа ништо, нон-стоп одење. И патување до овој момент, кога Господ им ја објавува на овие поранешни робови, ја објавува неговата сабота. Сега да продолжиме понатаму. Значи, Господ, откако рече дека сето тоа ќе го направи, за да провери дали ќе постапува народот според неговиот закон или не, во 5 стих рече: а во 6-тиот ден нека го сготват она што го собрале. И тоа ќе стане двојно од она што го собираат секој ден. Не знам дали е точен овој превод. Поентата е 6-тиот ден требало да соберат двојна количина од она што го собирале секој ден. Секој претходен ден. Зошто? Ќе видим понатаму. Тогаш Мојсей и Арон му рекоа на целиот народ израелски: вечерва ќе познаете дека Господ ве изведе од земјата египетска. И што месец ден откако го напушти Египет, треба да знаат дека Господ, допрва треба да научат дека Господ ги извел од земјата египетска. Зошто Мојсей ова им го кажува? Па затоа што народот не го обвинил Господа што месец дена ги шетал низ Црвеното море и потоа по Синајскиот полуостров гладни цело време. Туку кого го обвиниле за сетото? Мојсей и Арон. Значи, вие го изведовте цело ова множество, за да го умрете цело ова множество со глад. Тоа беше обвинението. Значи, морето се отвори и помина помеѓу ѕидови вода на другиот крај од Суетскиот залив. Потоа морето се затвори и ја испотепа цела фараонова војска, ја исподави цела египетска војска во него, и после сето тоа, народот го обвинува Мојсей и Арон: вие го изведовте ова мноштво, овој народ во пустината, за да го умрете со глад. Каква дрскост!
Затоа Мојсе им вели, сега ќе познаете дека Господ ве изведе. Значи, не јас или брат ми, туку Господ ве изведе од земјата египетска. Како требало да познаат? Со што требало да познаат? Еве што вели. Понатаму. Значи, вечерва ќе познаете, уште вечерва ќе познаете дека Господ ве изведе, а утре им вели во 7 стих, а утре ќе ја видите славата Господова, зашто тој го чу негодувањето ваше против Господ. Што сме ние та да се буните против нас? Боже, Мојсей го отварал морето. Боже, Мојсей сам ја исподавил цела фараонова војска. И 8 стих. На кој начин требало израелците сега да познаат дека Господ ги извел и дека Господ ги водел се до тука? Ете така. Вечерва Господ ќе ви даде месо да јадете. Баравте месо? Ќе добиете месо. А утре изутрина леп до наситка. Вели ови превод, или до наситување, зашто го чу Господ негодувањето ваше, што го сторивте против Него. Кој сме ние? Вашето негодување не е против нас, туку против Господ. И му рече Мојсей на Арон, кажи му на целото општество на синовите израелски, застанете пред Господ, зашто тој го чу вашето незадоволство. И кога Арон му зборуваше на народот, тие погледнаа кон пустината. И ете славата Господова се појави во облак. Значи го виделе облакот, шекината, преку ден таа изгледаше како облак. А во ноќно време изгледаше како столб од оган. И од тогаш, значи, од тој миг, од тој ден, да речеме, кога год се движеа низ пустината, преку ден облакот или преку ноќ огнот, столбот од оган, ги водеше, патуваше пред нив. Ова мисла малку повеќе ќе ја обработам, ако даде Господ живот и здравие, следната сабота навечер. Но вечера ми беше темата за месово. Видите, Мојсеевите зборови звучат прекрасно, нели? Господ вечер ќе ви даде месо да јадете, а утре што? А утре леп до наситување. Значи се изгледа фино, убаво, прекрасно, нели? Да. Сето тоа без пари се разбира. Сакате вака, кога нема да може да купувате и продавате? Сакате вака? Прашање за размислување. Затоа реков прашање за размислување. Повторно му рече Господ на Мојсе во 11 стих, велејки, го чув негодувањето на синовите израелски, кажи им и речи, вечерва ќе јадете месо, а утре ќе се насетите со леп и ќе познаете дека јас сум Господ вашиот Бог. Значи, навечер месо, истиот ден, кога се бунеа, кога пристигна во пустината Син, а следното утро леп за доручек. Па и за ручек од истиот леп. Како Господ, значи и овие зборови од 12 стих звучат фино, нели? Радосно, фино, аперитивно за израелците. Што мислите, како се чувствувал народ на овие зборови?
И вечерва месо, а утре леп до наситување. Значи, прекрасна работа. Радосна вест, нели? Прекрасно нешто. Јами, што велат американци. Или мљац. 13 стих вели: вечерта долетаа под полошки и го прекрија логорот. А утрината беше паднала роса околу логорот. И ете, кога се крена росата, а тоа по пустината лежи валчест прав, вели овој превод, нешто како бел сињак по земјата. Како вели Константинов, ме интересира? Како снеголки. Добро. Тоа е малку поразбирливо за мене. И кога видоа синовите израелски, си велеа еден на друг. Што велеа? На еврејски што велеа? Мана. Во превод, што е тоа? Мана? Што е тоа? Зашто не знаеја што беше тоа? А Мојсе им рече: тоа е лебот што ви го даде Господ да го јадете. Кој датум е ова? Се сеќавате? Значи, претходниот ден кога пристигна, се бунеа. Кога пристигна во Елим, односно од Елим во пустината Син, кога пристигна во пустината Син, 15-тиот ден од вториот месец, после месец дена пешачење, сега е следното утро. Кој датум, значи? 16-тиот од вториот месец. 16-ти 16-ти Зив, значи вториот месец после Пасха. После првиот месец Авив, што значи пролет на еврејски. Шеснаести стих. Еве како заповеда Господ: собирајте од него секој колку што му треба за јадење, по еден омер на лице или за човек, или по глава, според бројот на членовите ваши, секој според бројот на домашните што ги има во шаторот, собирајте. Добро, и за овие детали ќе се задржиме малку повеќе, ако даде Господ следната сабота. И направија така синовите израелски и собра кој повеќе, кој помалку. Пошто од што зависло кој повеќе и кој помалку? Од бројот на членовите на семејството. Значи, и колку требаше по еден омер за човек. Да. Комунизмот, што реков, мијатата сабота. Секому според потребите. Па мереа со омер, и кој беше собрал повеќе, излишок немаше, а оној помалку немаше недостиг. Секој имаше онолку колку што можеше да изеде. Ова нека биде прашање за размислување за следната сабота во на стратегија против деменција. Може да проучите во текот на седмицата колкава количина е еден омер, или гомор во другите преводи. 10 дел од ефа. Ама што е ефа, па тоа? Затоа малце повеќе следната сабота, за да ги разбереме овие количини, бидејќи тука навистина вели дека секој имаше онолку колку што можеше да изеде. Се сеќавам еден гостин, дали беше проповедник, дали беше
верник, не се сеќавам, тврдеше дека, не се сеќавам кој го рече тоа, заборев. Тврдеше дека волкој треба да јадеме, еден гомор на ден треба да јадеме, бидејќи Господ одредил таква количина. Да, добро сега. Значи, тој се обиде денес таа мерка да ја примени за наш, значи сите оброци во еден ден да бидат количински еден гомор. Сега колку е тоа? И дали е тоа применливо за нас денес? Ќе видиме. Потоа им рече Мојсей, вели 19 стих, никој да не остава од тоа за утре. Значи, секој ден собирате само за тој ден, така? По гомор на човек. Што се случи со израелците? Дали го испочитува овој стандард, гомор на човек? Не. 20 стих вели, но тие не го послушаа Мојсей, туку некој оставија од тоа за утре. Значи, природна човечка желба, како што прават и мачките, ако дојдам до некоја добра добивка, голема количина, не само за денес, да си направам и резерва за утре, за задутре и така натаму. Но зашто Господ заповедал да не прават резерви од маната? Значи, тие не го послушаа Мојсей, не, Господ не им кажа однапред што ќе се случи, туку само заповедта беше така да направите, по гомор на човек, во зависност од тоа колку души сте во семејството. И зашто го направи сето тоа Господ? Зашто ја воведе маната воопшто, небесниот хлеб? За да проверам, секојаш да се сеќаваме на таа причина, за да проверам дали ќе постапуваат според мојот закон. Еве, според 20 стих, веднаш не го послушаа Мојсей. Значи, не собра онолку колку што беше кажано, по гомор на човек, од човек, туку некој собра и поголема количина од тоа, за резерва за утре. Си оставија од тоа за утре, а што се случи утре? А тоа црвиоса и се усмрде. Еве што се случи. Значи, небесниот леп, чудесниот леп, надприродниот леп, не траеше многу. Имаше краток рок на траење. Колкав рок на траење? Еден ден. Која лекција можеме да ја извлечеме или поука од ова? Точно. Господ рече да не се грижиме за утрешниот ден. Во Новиот Завет, бидејќи утрешниот ден ќе се грижи сам за себе. Доста ни е грижата за денешниот ден. Едноставно ние не знаеме утре дали ќе го доживееме денот, утре, наречен утре. Дали ќе се разбудиме живи и здрави. Дали вечерве ќе се вратиме дома живи и здрави. Знаеме или не знаеме? Не знаеме. Во секој момент зависиме од Божијата сила и Неговото провидение. Црвиоса и се усмрде. И дури вели 20 стих, се налути Мојсей на нив. 21. И така тие го собира секое утро рано, секој колку што може да изеде, значи пак тој стандард,
А кога сонцето ќе изгрееше, што се случуваше? Тоа се топеше. Значи, не требало да јадат, односно да собираат кога веќе ќе изгрее сонце. Значи, кога ќе изгрее сонце, маната се топи. Нормално, што значи кога веќе е изгреено сонцето? Во обичен работен ден, бидејќи ова е сега првиот таков ден, кога собираат, но и за секој од наредните 5 обични дена. Кога веќе изгреено сонцето, тоа значи што? Веќе започнат работниот ден, веќе се започнати активностите, бизнисот, било што, значи, тече сето оно со што сме зафатени во животот. И што значи тоа? Откако веќе го почнувате вашиот работен ден, вашите секојдневни обврски, работи и така натаму, има сега време за молитва, има време за читање Библија, има време за проучување, има време за лична заедница со Бога. Не. Кога треба да се прави сето тоа? Рано сабајле. Рано сабајле. Ја уште се чудам, Елена Вајд пишуваше во книгата Омега, значи на нејзини стари години, на почетокот на 20. век, стануваше во 1 часот наутро, некои подоцна од тоа се враќаат од град денес. Значи, некои до 2-3 саат не го завршиле предходниот ден. Елена Вајд стануваше во 1. Кога си легнуваше, не кажува, но најверојатно па да речеме кај 8-9 саат најдоцна нека биде. Во 1 саат стануваше за да пишува. И вели до појадок, до доручек, значи, поминуваше, значи, бајаги, 5-6 часа ефективно пишување. И така и настана незините списи по големиот дел. Зошто толку рано? Значи, може да се замислите колку била зафатена жената во текот на денот. Што незината најважна работа да ги запишува господовите пораки и сведоштва и сето она што го напишало во животот, да го прави толку рано сабајле. Добро, Господ не бара од нас да стануваме во 1 саат или во 2 саат. Но во секој случај, пред да започнат редовните активности на денот, или според маната пред да изгрее сонцето. Кога Господ воскресна, според Библијата? Во првиот ден од седмицата уште беше темно, значи далеку пред изгрее сонце, значи пред зора, пред првата светлина на денот. Уште беше темно, вели Новиот Завет. Зашто толку рано? Знаете кога првите христијани, кога биле гонети веќе, значи после Нерон, во времето на Домитијан, Трајан, вториот век, па натаму се до Константин. Дали знаете кога ги одржувале своите богослуженија? Точно во првиот ден од седмицата, ама толку рано, пред зори. Темница било уште кога се собирале на молитва. Било во катакомбите, било на гробот на некој маченик, било надвор во природа, било каде. Немале цркви во тоа време, храмови, објекти за богослуженија. Но зошто толку рано? Зошто толку рано? Затоа што тогаш било најбезбедно и најдобро. Сите спијат, паганите спијат, римските војници спијат, полицијата значи спие. Тогаш било најмирно, тогаш никој не ги гони, тогаш било најзгодно
И самата комеморација на Христовото воскресение, бидејќи се случила и тој настан се случил толку рано, било згодно. Се замислите да закажуваме богослужение во 5 часот наутро или во 4:30 наутро. Дојдете во црква, а е во 9 имаме проблем. Првите христијани доаѓале пред зори, се собирале пред зори на молитва, на богослужение, на света причест и така натаму. И израелците требало рано наутро да ја собираат маната пред да изгрее сонцето, бидејќи изгрее сонце и некој му се спиело повеќе, што ќе соберал ако излегол откако изгреало сонцето, што ќе соберал израелецот кој што заспал, се успал и излегол да собира сега храната за тој ден да ја собере, ама откако изгреало сонцето, што ќе соберал? Ништо, бидејќи сонцето се топеше, исчезнуваше, таа храна веќе не беше достапна. Ако не се собереше рано, наутро пред да изгрее сонцето. Тука застанавме кај 21 стих, за жал времето безмилостно поминува, па ќе направиме пауза и продолжуваме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Оче наш, ти благодариме за твојата голема милост и добрина. Ти благодариме за поуката што ја излековме за нас денес во 21. век од оваа многу дамнешна историја, дека и ние треба да се грижиме само за денешниот ден, дека и ние треба рано наутро да го побараме времето за молитва и дружење со Тебе и Словото Твое. И така подготвени да го почнуваме секој работен ден. Ти благодариме, Господи, што и денес си истиот, жив, силен, семоќен Спасител, кој што не ги оставаш Твоите деца да гладуваат, да немаат што да јадат и да пијат. И веруваме дека нема да ги оставиш сите оние кои што ќе Ти останат верни и во времето на неволја кој што предстои. Те молиме, дај ни таква вера и храброст и нам денес да Ти останеме верни, да не се откажеме од верата кога ќе најдат тие искушенија. А најдобар тренинг за тоа е да ги совладаме и да победиме сите помали искушенија кои што денес не снаоѓаат. Води ни и чувај ни и во новата седмица. За тоа те молиме и ти благодариме во Христово име. Амин.